Директорот на геријатрија барал 100.000, ама успеал да земе 20.000 евра мито за да смести болен и неподвижен пациент. Хирург од Битолската болница побарал 150 евра за операција. Врховниот судија Наќа Ѓоргиев беше фатен со 10.000 евра мито за олеснување на мерките во судска постапка и тргување со влијание. Полициски инспектори за имотна корис оддавале службени тајни на наркокланот од Грчец. Службеник од општина Маврово Рустуша, фатен со 13.000 евра бележани пари, ветувал дозвола за градба на апартмански комплекс во Маврово. Ова се само дел од случаите во изминатава година кои беа фатени дека им лепат рацете и на коруптивен начин земале црни пари. Македонците според последните официјални истражувања плаќаат најскапо мито. Корупцијата и натаму е проблем број 1 во државата. Власта безусловно и безмилосно води битка за расчистување со криминалот и корупцијата, која со децении е вкоренета во сите општествени пори. Од Transparency International велат дека и најголемите трагедии со многу жртви како Кочани, пожарот во модуларната болница, автобуските незгоди се индиректна последица од корупција и мито. Видовме што корупцијата прави последните, нажалост, многу трагични избеднувања кои се случија со дискотеката во Кочани. Претходно имаше автобуски несреќи, имавме турмотур, имавме горење на модуларна болница и сето тоа е резултат на поголема системска корупција која веќе трае повеќе од 20 и нешто години откако сме самостојни и гледаме дека корупцијата навистина го нагризува нормалното живење во едно општество и представува закана за секој од нас. Познавачите велат дека владата и собранието можат да направат нешто во борбата против корупцијата, но сепак судството и јавното обвинителство се главните фактори во целиот процес. Доколку сакаме да имаме било каков напредок, барем мал напредок во делот на борбата против корупцијата, се согласувам и владата и законодавниот дом, собранието можат да направат нешто, но пред се начело, значи на фронтално во делот на борбата против корупцијата треба да бидат судството и јавното обвинителство. Години наназад Македонија во сите извештаи на Европската комисија е критикувана за недовербата на граѓаните во судството и високиот степен на корупција. Дополнително Европската комисија критикуваше и за измените на кривичниот законник со кој голем број на предмети со висока корупција застареа. Последно, Стейт департментот посочи корупција во судските кулуари. Црната листа на САД за прв пат стави име на судија за кој се сомневаат дека е вмешан во корупција.